Сите пациенти со мултипла склероза имаат редовна терапија и има нагорна линија за откривање на нови пациенти, за кои со зголемениот буџет од страна на Фондот за здравство ќе има редовна терапија. Она што е потребно е набавка на апарат за магнетна резонанца, која ќе намали листата на чекање со цел навреме да се дијагностицира болеста, објасни директорот на клиниката за неврологија Божиновски. Работиме да изнајдеме решение да се обезбеди еден таков апарат, со што би се олеснил и самиот пат на пациентите, но исто така добивањето на самиот резултати ќе биде многу побрзо и поедноставно, а самото тоа и самата дијагностика. Само со рана и дијагноза и висока ефикасна терапија можеме да ги спречиме релапсите, прогресијата на болеста и да го превенираме трајниот инвалидитет. Од Сдруженијето за мултипла склероза посочуваа дека стартува децентрализацијата на третманот на пациентите со МС во 3 јавни здравствени установи: Градската општа болница 8 септември, Клиничката болница во Штип и специјализираната болница во Охрид Свети Еразмо. Ваквиот тренд ќе продолжи во другите градови, посочи првиот човек на фондот Клековски. Знам колку е мачно некој од Стумица или од Стуга да патува до Скопје за да ја подигне, а најтрагично да подигне таблетарна форма на терапија или подкожна која самиот може да ја дава. Еднашка годишно ќе мора да има контакт со клиниката заради следење на терапијата. Докторите од клиниката за неврологија објаснија дека во умерена фаза од болеста со МС може да се планира бремено со контрола од страна на доктори. Од Сдруженијето промовира и едукативна брошура за планирање семејство кај МС. Во Македонија има 2500 пациенти со мултипла склероза.